Дали покрај Катица Јанева и другите обвинители од СЈО ќе завршат како обвинети во судските клупи, група граѓани барат обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, да испита како биле исплатувани енормните хонорари, кои покрај платата ги добиваа сите вработени во обвинителството на Јанева. Ова се бара во кривичната пријава до која дојде Алфа, а покрај шефицата опфатени целиот состав на СЈО. Покрај платите по систематизација вовеле и систем за награди на сите обвинители почнувајќи од првопријавената, а заради чување на информациите кои доаѓале извршувајќи службена задача и молчење за истите пред трети лица, кои средства им се исплаќале месечно и изнесувале 80% од нивните плати, па на тој начин си таква исплата првопријавената Катица Јанева го оштетила буџетот на државата со на 150.000 евра, а за останатите со сума која поединечно ќе се утврди за секој од нив од почетокот на примањето на средствата, па се до денот кога престанале да ги примаат. Најмногу од бонусите во СЈО Софа и Јанева, таа самата се дала 157.000 евра, но и другите ќариле на име бонус. 107.000 евра завршиле во джебот на Елизабета Јосифовска, 94.000 евра се земала Лила Стефанова, а 90 Бурим Рустеми. Сите други земале помалку од 90.000 евра, но и тие добро се офајдиле. Во кривичната пријава се бара, додека обвинителството истражува, но обвинителите од СЈО да им се забрани да вршат својата работа, но и да завршат во притвор. Да се забрани на сите пријавени да извршуваат било какви службени дејствија и да се забрани располагање со нивниот имот и имотот на членовите на семејството. Веднаш да се изрече наредба за мерка безбедност, притвор за сите пријавени. Од обвинителството за Алфа потврдуваат дека била поднесена кривична пријава, која била распределена на постапување кај јавен обвинител. Не само обвинителите, ни име бонуси од СЈО, ќарија и другите вработени, а солени суми ниме хонорари добили надворешни соработници. Со подпис на Јанева пари добили Примислав Димовски, Сашо Ордановски, поранешниот директор на БЈБ Лазо Велковски, директорот на финансиска полиција Арафат Муареми. Пари добива и синови и ќерки на функционери од власта, како и на судии.